Ладното време деновиве го донесе и првиот снег во октомври. Мала снежна покривка е забележана на повисоките места во земјава, како Попова шапка, Превоз Стража, Маврово и Галичник. Ниските температури според прогнозите ќе се задржат и во текот на утрешниот ден, додека пак синоптичарите најавуваат пораст на температурите веќе од сабота. Сепак, дали ниските температури со кои започна октомври може да најават постудена есен за разлика од претходната? Метеоролозите сметаат дека есенските температури веќе следниот месец ќе бидат за нијанса повисоки, а не очекува за степен 2 поблага зима во однос на минатата. Што се однесува до месечните анализи во однос на температурата на воздухот, мало позитивно отстапување од просеците може да имаме во месец ноември. Долгорочните анализи за врнежите покажуваат негативно отстапување и очекуваме подпросечни врнежи во однос на долгогодишните процеси и на месечно ниво и за целата есенска сезона. Што се однесува за зимата, моделите даваат изгледи за температури нешто повисоки од просекот, но не многу, 1 до 2 степени, и врнежи околу просечните со мало негативно отстапување во западниот дел. А со ладното време започна и грејната сезона. Иако голем дел од домаќинствата имаат топлинска енергија, сепак некои од нив останаа со ладни радиатори. Од СМ преку соопштение информираат дека станува збор за технички проблеми или проблемот е поради неплатени сметки за електрична енергија. И додадоа дека нивните екипи се на терен, зашто побрзо да се нормализира снабдувањето во сите домови. Парното грејање и инвертер уредите според експертите се најекономичните системи кои воедно не ја загадуваат животната средина. Да применат затоплување на своите домови со така наречените климатизери, кои што ние стручно ги нарекуваме топлински пумпи. Плаќаат 1 киловат електрична енергија, киловат сат електрична енергија, а добиват 3 киловат сати топлинска енергија во домот. Со највисок стандард и еколошки, веројатно најприфатливо е тие што користат топлификацијски систем, како што е системот во Скопје и како што треба да се направи најскоро време и во Битола. Во меѓувреме се уште е активен повикот за субвенции за инвертер клими за ранливите семејства и семејства со ниски примања, а истиот завршува на 5 октомври. Според бројките од Министерството за енергетика, за инвертер клими до средината на септември аплицирале околу 4000 лица.